пеачката Викторија Лоба пред една недела го промовираше спотот за песната Дојди. Но ова не е единствената причина заради која поканивме да биде гостинка во студиото. Викторија, добро дојде. Добро ве најдов, како сте? Добро, одлично, супер. Ти како си? Одлично. Пред една недела, пред речи една недела, така го промовираше спотот за песната Дојди. Со кого работеше на видеото и со кого работеше на песната? Беа вклучени повеќе луѓе, меѓутоа главните виновници се секако Роберт Билбилов, Арби продукција и Мелен продукција, Огнен Шапковски. Огнен го направи видеото, одлично го изработи, а секако Роберт веќе сте запознаени, подолго време работиме на заедничката музика заедно. Имаме уште многу проекти кои што допрва ќе ги видите и уште многу видеозаписи, меѓутоа Дојди е како некој почеток на почеток. Најавуваш некој нов албум со тоа можеби или? Да, секако да, албумот веќе цела година го најавувам. Немам точен датум кога ќе биде, бидејќи не знам, веројатно ние уметниците не работиме така со рокови, да. Мислам дека ќе биде многу наскоро. Меѓутоа сакам да ги сработам уште тие песни кои што ни остана да бидат убаво испромовирани и после тоа ќе следи албумот. Во последно време речи си цела естрада, YouTube каналот го користи како начин да ги промовира новите песни и спотови. Да. Бев пријатно изненадена затоа што реши тоа да го направиш во едно градско капуле, што порано, да речеме, пред неколку години, исклучиво промоциите се правеа во кафулиња или во ресторани. Така, да. Добро. Знаете дека промоцијата е се дополнителни финанси, дополнителна главоболка, така. Како за артистот, така и за тимот на артистот. Меѓутоа, јас ги сакам тие предизвици, пред се, поради тоа што многу е луѓето ќе им биде многу подраго да те видат во живо, да дојдат да испиеме едно коктелче, да се дружиме, да се забавуваме, затоа што таа традиција веќе одамна изумре. Така. Сите гледаме некако да се стиснеме, да собереме финанси, не знам, за некои други работи кои што ни значат. Мојата основна цел беше да ги соберам сите мои колеги, им благодарам на сите кои што беа присутни, кои што дојдаа, исто така и на вас, фала ви многу што ме поддржавте. Тоа веројатно беше едно убаво дружење за мене и осетив таа енергија дека другите артисти и композиторите кои што беа на промоцијата веќе добија поттик и понатаму да се дружиме на таков начин, да сите да се собираме заедно, затоа што пред се тоа ќе не остане. Кога им се обрати на твоите гости, тогаш рече се изнамачивме додека го снимавме спотот, го снимавме 3 дена, а и го промовираме во време кога ние артистите сме многу малку поддржани од медиумите. Толку ли е тешко да се сними еден спот во ова време и толку ли немаат во последно време пеачите поддршка од медиумите? Можеби затоа што нема доволно медиуми или не знам. Добро, забавни емисии, веќе сите знаат дека кај нас е како некоја реткост. Јас баш би сакала да направиме нешто и во тој план, затоа што веќе сите сме преопседнати со други работи. На културата не се дава таков печат каков што треба таа да го добие. Што се однесува до спотот, нормално се колку што сакаш добро да изгледа. Ако сакаш да изгледа многу добро спотот, многу ќе се намачиш. Ако сакаш да изгледа така колку да си снимил спот, секако мислам за овој спот до сега си имам најмногу изнамачено, затоа што да не ги теретам луѓе, постојат дозволи кои што треба да се изведат, дополнителни екстра трошоци, целата екипа да ја собереш заедно, затоа што ние се снимаме колку сме во кадарот, не се само тие луѓе, има многу во позадина, светло, двајца, тројца, треба снимател, треба режисер, треба многу луѓе кои што организираат сето тоа. На крај убаво излезе се, планиравме 3 дена да снимаме, бевме доста амбициозни, излегоа 4, а меѓутоа ги издрживме. Друго да кажам дека не ми беше толку тешко, организацијата е тешка, јас имам тим кој што го работи сето тоа за мене, али до толку сум пицајзла што сакам да до секој детал да сум вклучена, да знам што се случува, не знам дали ова
тука треба да стои или да го тргнеме, јас сето тоа сакам да го одлучувам. Хороскоп, извини. Јас сум вага, меѓутоа Хороскопот е- сум познак лав, не знам сега е хороскоп, ако некој се разбира, го интересира. Некој новите пакети Да, направи. велат после 30 години, уште немам 30, ама тука некаде после 30 години познакот ни влијае повеќе. Јас мислам дека веќе почна да ми лавот да ми влијае. Лавовски се однесувам кон се што работам и во приватниот и на професионален план. Кога сме на професионален план, денеска излегоа и фотографиите од последната фотосесија која што ја работеше со Сара Фешн, чие што заштитно лице си. Лице сум, да. Не е само Сара Фешн во прашање, мислам дека се почесто си ангажирана околу Да, добро. Јас сум отворена секогаш за соработка и на доста брендови им треба веројатно добро заштитно лице. Јас колку толку се трудам, неколку толку многу се трудам околу својот имидж и мислам дека моите проекти се успешни. Исто така Сара Фешн е еден од моите омилени проекти кои што сум ги работела. Им благодарам многу што ме одбраа оваа година да бидам нивно заштитно лице. Направивме до сега 3 фотосесии, ни следува уште една. Оваа последната излезе кампањата оваа недела. Можете да ги погледнете и на билбордите, на фан страниците и на други некои портали каде што се промовираат. Одлични колекции за сите дами. Така, глупово е да те прашувам дали подобро се заработува од рекламирање нели на брендови, меѓутоа значи ли тоа дека од музиката не може да се живее во Македонија? За лепи, за солепи имаме. Така? Секогаш сум велела дека луѓето кои што се амбициозни секогаш ќе се снајдат во животот и секогаш треба да наоѓаш нови извори на заработка. Меѓутоа, јас не би можела да работам нешто што не го сакам. Затоа јас уживам во својата работа. Уживам во се што е креативно, се што е поврзано со модата, со уметноста, со убав негуван изглед, со се тоа што нас жените не интересира. И верувам дека поради тоа успевам и продолжувам со својата кариера. Ќе те вратам малку низ годините назад. Ајде. Кога првпат се појави на музичката сцена и како? Јас се појавив првпат со детската Евровизија, многу далечна 2003 година. Па не е толку далечна. Па да ми не е далечна, да. Јас бев тогаш навистина детенце со некои 13-14 години. Данска Копенхаген, победивме тука во Македонија на детскиот Евросонг, заминавме на прва детска Евровизија во Копенхаген. Тоа е едно незаборавно искуство кое што ми влеја така да сакам да го работам, да сакам да сум пред камерата, да сакам да сум центарот. Тука да гледате сите во мене, можеби е нарцисоидно, меѓутоа не знам, сепак сум родена за пред отколку за позади камера. После Евровизијата После Евровизијата завршив соло пеење. Тоа ми беше приоритет и мене и мојата мајка доста ме поддржа во тоа. Јас сакав со другарките гимназија да продолжам, меѓутоа таа ми го даде тој последен кик, што се вели, ми рече строго не може, ти си родена да бидеш пеач и ќе си го образуваш гласот. Имав прекрасни професорки во музичкото училиште и продолжив понатам. Не знам, посетував и детско драмско студио, како што ти напоменав, многу сакам се што е поврзано со уметноста, дали е со глумата, не знам, се што е перформанс на некој начин. Тешко ли беше да се успее на македонската музичка сцена? И колку да речеме физичкиот изглед ти помогна во целата оваа приказна, затоа што кога веќе започна да пееш, се случи, мислам дека и календарот со пелистерка. Да, тој се случи каде што имате похрабри фотографии ти и твоите колешки. Да, Како да. го надминуваше и го поминуваше тој цел период? И од тој календар исто така помина долго време, меѓутоа јас веќе бев девојка возрастна, знаев точно што сакам, имав издадено неколку песни и видеозаписи. Па ми беше искрено така, бев почестена да бидам во календарот. И не се срамев да го покажам тоа што го имам, бидејќи секогаш кога е тоа со доза на естетика,
направено, можеби малку сексипил, се е тоа исто така кај мене добро дојдено и не е ништо страшно. Мислам, кога е постојат Victoria's Secret модели, зашто ние во Македонија да не имаме некој, или Pirelli календар, да не имаме некој убав календар или, не знам, фотосесии, билборди со убави привлечни жени кои што не се срамат да ги покажат своите атрибути на правилен начин. Се одбориме малку од професионалните разговори. Важи. Што иде сега? Сега знаеш што. По долго време си во љубовна врска и најави свадба. Што се случи? Уште ли си во врска и ќе правиш ли свадба? Да, уште Да сум го во врска и конкретизирам сигурно прашањето ќе така. правам свадба. Ќе дојде вистинскиот момент. Мислам дека најмногу се одолговлекуваат тие нешта поради професијата моја, поради работата исто така и на Ѓорги. Така. Меѓутоа, добро, ние подолго време живееме заедно и не ни значи нешто толку свадбата. Меѓутоа, нормално, како секоја жена, сакам да видам невеста, еден ден да облечам. Чисто да не медиумиве дека сте се разделиле. Не сме се разделиле, Така. така да, ттт. Те поддржува во работата? Да, он доста ме поддржува. Добро, во секоја врска сме имале и краници, недоразбирање и сите тие нешта кои што паровите ги имаат, меѓутоа после толку долго време, ние сме веќе 5 година заедно, мислам дека, да не кажам, легнавме на брашното и точно знам дека она е мојата поддршка исто како моје семејство. Тој Буквално. не е јавна личност. Како се носи со тебе како јавна личност? Многу добро. Така? Да, многу добро. Па, ретко да со некоја, не знам, публична фигура, би можел да биде некој нехрабар дечко, Так. со некоја дама која што не знам, секогаш е во акција. Затоа мислам дека он е доста храбар дечко и знае да се носи со тоа со мене. Ти благодарам што беше гостин во студиото. Благодарам и на тебе. Вам, Те драги гледам. мои, ви посакувам пријатен ден и погледнете го спотот на Викторија Лоба.